стечајниот управник, постапувајќи по одлука на одборот на доверители, на 3 јануари 2018 година објавил оглас за склучување на договор за преработка на никелова руда и тој оглас е објавен во Нова Македонија и во Financial Times. На прв поглед тука нема ништо спорно. Меѓутоа, ако го читаме законот за стечај и начинот на кој што е објавен овој оглас, ќе видиме дека тој не се совпаѓа во ниту еден дел со законот за тоа како треба да се води стечајот и кој треба да ги носи одлуките и дали треба да се води постапка за реорганизација или постапка за впаричување. Од овој договор, од овој оглас, почнуваат понатаму многу работи кои што укажуваат на целосна прикриеност, нетранспарентност во водењето на постапката, но исто така укажуваат и на тоа дека и огласот е поставен така да упатува дека е наменет за привилегиран понудувач и исто така тој однапред предодреден привилегиран понудувач треба да се стекне со сите оние права со кои што според законот треба да располага стечајниот управник. Поради сомнежот за незаконитост во работењето, за незаконитост во склучувањето на овој договор, а сето тоа на штета на стечајниот должник и на штета на доверителите, со цел да се овозможи некој друг да се стекне со голема материјална имотна корист, сметаме дека се исполнети сите услови за стечајниот управник да биде поднесена кривична пријава од кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, а за истото кривично дело е поднесена кривична пријава и против стечајниот судија. Во овој договор за кој што зборуваме, втората договорна страна дури не е соодветно идентификувана. Ние не знаеме со кого е склучен овој договор. Потписник на договорот е физичко лице, кој е идентификувано со број на пасош од непозната држава, без посочување на неговата адреса. За да потпише договор, лицето добило одлука од одбор на директори, ама не знаеме од кое правно лице е тој одбор на директори. Значи, некој многу добро се погрижил идентитетот на оние што во моментов работат со ФЕНИ да не биде откриен. Затоа бараме овој договор, кој настанал како резултат на опишани инкриминирани действија, да биде прогласен за ништовен. Покрај барањето за разрешување на стечајниот управник, поднесовме и представка за работењето на стечајниот судија, затоа што тој по службена должност е должен да има увид во работењето на стечајниот управник и од негова страна да бара да ја исполнува неговата законска обврска за доставување извештај за неговото работење и за преземање на сите правни действија во врска со спроведувањето на оваа стечајна постапка. Стечајниот судија и покрај се не презема ништо во врска со склучениот договор, а исто така не преземал и многу други действија кои како стечајен судија морал да ги преземе. Затоа бараме Судскиот совет на Република Македонија да го земе на увид ова досие и да расправа за нестручноста и несовесноста на работењето на овој судија. Во однос на транспарентноста, сите ние слушнавме многу пати досега дека станува збор за постапка во која што некој вложува, тој некој не ни е познат се уште, вложува пари
и ги откупува побарувањата на најголемите доверители, односно на банките, и дека ќе го преземе Фени кој што ќе се обезбеди работењето на Фени. Кој е тој некој, се уште не знаеме. Во официјалните писма кои што се доставени до некои од учесниците, стои дека на 23 март се откупени побарувањата од банките. Ако е тоа така, стечајниот управник и стечајниот судија, ако навистина има пари, ако има плаќање, тоа ќе било внесено и во официјалните документи за овој стечај. Состојбата со членови на одбор на доверители денеска, како што е објавена на веб страната на Централен регистар, не се разликува од онаа пред еден месец.